Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за физикална терапија и рехабилитација на скршеници на колк и скочен зглоб. Мој гостен и соговорник во студиото е Илија Жежов, дипломиран физиотерапевт. Илија, добар ден, ти благодарам што си дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, Александар, до вас, добар ден до гледачите на телевизија Сител, благодарам за поканата. Денеска ќе говориме, како што најавив накратко, за физикална медицина и рехабилитација на скршеници на скочен зглоб или на колка. Кај која возрастна популација најчесто се случуваат вакви повреди и потреба од рехабилитација, што всушност представуваат овие скршеници? Така, сите овие скршеници кои што денеска ги зборуваме, скршеници на колкот и на скочниот зглоб, може да се случат, значи, и кај помладите, но и кај повозрастните. Најчесто овие повреди може да се случат кај повозрастните, ете, од едно мало невнимание да дојде нели до некоја посериозна повреда како што е фрактура скршеница или пак некоја дисторзија на скочниот зглоб, која што ќе ни одземе еден подолг временски интервал нели на опоравување на овие повреди. Но најчесто скршениците на колк се доста специфични состојби кои што бараат и во некои случаеви хируршки интервенции, па подоцна нели аплицираме физикална терапија. Но во секој случај и скршениците на колкот и дисторзиите на скочниот зглоб подлежат под физикални третмани. Така, како што рековте, малку подолг е процесот на рехабилитација и опоравување, ќе го проговориме целиот тој тек и кога треба да се започне и каква физикална терапија. На почетокот, кои се најчестите причини што доведуваат до скршеници, еве конкретно на колкот и скочниот зглоб? Или дисторзија на зглобот. Така, што кажавме, значи мало невнимание може да доведе нели до доста посериозна скршеница на колкот или на скочниот зглоб. Обично повозрастните, значи, може да се слизнат и да направат ваква повреда, но исто така причини може да бидат, значи, остеопенија со остеопороза, кое што е, значи, оштетување на самата структура на коската, или пак некоја стара спортска повреда која што сме ја имале, нели да биде ризик во овие фрактури и дисторзии на скочниот зглоб. Затоа многу е важно при сите овие повреди навремено да бидат третирани и ординирани со физикална терапија, се со цел подобро зајакнување на самите легаментарни делови на скочниот зглоб, значи и подобро раздвижување на зглобната површина на колкот, се со цел во понатамошниот тек да не дојде до вакви случаеви. Но во 90% од случаите доаѓа нели до посериозна скршеница на колкот, која што најчесто завршува со хируршка интервенција. Па веднаш по хируршката интервенција, секако нели тука, како што кажавме, физикална терапија има многу голема и значителна улога во целиот процес на рехабилитирањето и навремено да се започне да се рехабилитира. Да, кога пациентот ќе добие првата или итната медицинска помош со операција или имобилизација на местото каде што е скршеницата, кога започнува физикалната терапија? Видете, од видот на скршеницата, значи на колкот или скршеницата на скочниот зглоб, најчесто, значи, тука следи хоспитализација на пациентот во клиника, каде што следува хируршка интервенција. После хируршката интервенција, значи, пациентот најчесто од 2 до 3 недели, значи, лежи на клиника, а потоа, значи, пациентот е пуштен во домашни услови. Значи, каде што му е даден извесен период да ја започне рехабилитацијата која што травматологот, односно докторот, ја препорачува кај пациентот. Потоа, по завршувањето на целиот тој рехабилитирачки процес на физикална терапија, пациентот треба да се јави кај лекарот, значи, на детален преглед, се со цел да се види во каква состојба е зараснувањето, значи, на фрактурата и колку се постигнати резултатите од физикалната терапија. Но пред да се случи, кога се случи тоа, ние секако пак го следиме пациентот, ја спроведуваме физикална терапија и ние му даваме зелено светло на пациентот дека состојбата е добра и пациентот веќе може да се јави кај својот доктор за да види докторот докаде е состојбата со скршеницата. И понатаму од што зависи планот за рехабилитација, односно кои услови или причини се треба да се исполнат или во зависност од возраста се прави планот за рехабилитација или општата состојба на пациентот? Видите, после секоја скршеница или дисторзија на скочниот зглоб, врз основа на медицинска документација, ние правиме еден краток индивидуален разговор со пациентот кој што доаѓа кај нас со целокупна документација, каде што е пропратен од страна нели на лекарот,
Преку тој индивидуален разговор, значи, кога гледаме проблемот на самиот пациент, па веднаш ние протоколарно заедно со колегите во нашата ординација правиме посебен протоколарен план и програма, преку кој што ја спроведуваме таа рехабилитација. Значи, во рехабилитацијата на скочниот зглоб и на колкот не подлежи само подразбирање масажа, него тука влегуваат доста поспецифични процедури од физикална терапија кои што се неопходни пациентот нели секако да ги прими, бидејќи нели тие неопходни процедури, муси и фактички тие процедури кои што можат пациентот да го вратат нели во една нормална движечка состојба во секојдневието. Секако преку протоколарниот план и програма, значи тука ставаме во таа програма пред се кинезитерапија која што е многу важна терапија, значи во процесот на рехабилитацијата. Тоа е првата фаза, односно почетокот. Апсолутно, каде што физиотерапевтот работи со пациентот индивидуално, значи до одредени значи манипулативни движења, значи на колкот и мобилизација работи со кинезитерапија. Потоа тука значи би е спомнал медицинската масажа која што исто така е доста добра за зајакнување на самиот квадрицепс на мускулатурата кој што е главен екстензор нели во движењето на пациентот и секако тука другите процедури од физикална терапија кои што се магнет, ласер, значи можеме да дадеме значи електротерапија, значи која што е биодинамска струја и други процедури кои што ние сметаме дека во програмата можат да бидат вметнати се со цел кај пациентот да дадат едно подобрување. Но пак исто така значи состојбата на рехабилитацијата многу зависи од пациентот, од физиотерапевтот, значи и од целокупната соработка. Значи пациентот мора да ги почитува протоколите кои што се дадени од страна на физиотерапевтот за работа и секако нели програмата да ја спроведуваме во зависност од тоа 21 ден кој што е неопходна, а доколку има потреба во понатамошниот тек рехабилитацијата може да биде продолжена. Значи затоа велам главни причини може да бидат многу фактори како што се остеопороза, значи претходни некои други спортски повреди пристап во зависност од состојбата општа на пациентот. Колку е важно раното активирање на пациентот и зошто треба при вакви повреди, односно скршеници, тој лежачки период да биде пократок во смисол што побрзо или што порано пациентот да се крене од кревет? Така, многу е важно рехабилитацијата да започне навремено. Значи, по испуштањето од клиника, пациентот е веќе во домашни услови и семејството е тоа кое што веднаш, нели, со самото отпусно писмо, веднаш треба по наодот на лекарот да ја започне рехабилитацијата во некој од центрите за физикална терапија низ нашата држава или пак во приватните установи за физикална терапија. Раната физикална терапија е многу битна навремено да се почне, се со цел пациентот побрзо да се врати во сообврските во секојдневниот живот. Бидејќи ако се запостави тој процес на рехабилитација, многу потешко таа фрактура после тоа може да се рехабилитира и многу во подолг временски период пациентот би се вратил да ги обавува секојдневните обврски во секојдневието. Се пролонгира понатаму и времето. Апсолутно. Так, да ги слушаме прашањата од нашите гледачи, ќе продолжиме понатаму со следните фази при рехабилитација на скршеници на колк и на скочен зглоб. Почитувани во програма сте, повелете со прашањето. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата и до докторот. Поздрав и до вас. Имам едно прашање до докторот. Колената многу ме болат колениците, едва и одам. И кога одам по скалите, се симинам низ скалите и да се малце ниски, ми пукаат колениците исто ко да кршам дрвја во коленици. И сега последното време почна од рамениците, целиот грб, исто ко да ми се притиска, кога да имам терет од 100 кила да носам и почна и полека и до вратните жили да ми оди болката. Како да отидам некаде у Скопје да видам како да се лекувам, пием само таблети за болови, малце да се смири колку да можам да одам, иначе ќе паднам од ноги. Дали имате некаква диагноза во местото каде што живеете, некаков лекарски преглед? Јавам од Велес, некоја се снима пред една година, ми рекоа некој старачки, некоја мала, не некој страшно оштетување, меѓутоа јас више однам на кој тоа да паднам од ноги. Се нема термини, јас само купам таблети, вакви реуматски се масирам, меѓутоа ништо не помага. Така, вред ќе добиете совети и препораки од Илија Жежов, секој е добро, господи.
Така, видете, медикаментозна терапија која што пациентката ја зема е пропратна во моментот, додека делува болката. Но од действото на медикаментот ќе помине, значи болките се повторно тука присутни. Предпоставувам дека станува збор за некоја сигунартроза која што е манифестирана на раскавицата на колениот зглоб. Според оние делови каде што е болката. Така, па ваквите симптоми најчесто се случуваат кај ова диагностика. Предлагам до пациентката да си направи магнетна резонанса на колената, каде што преку таа магнетна резонанса ќе се види и фактичката состојба на самиот колен зглоб. Па по основа на магнетната резонанса, значи после ќе може да се постави диагноза и според таа диагноза да бидат значи ординирани соодветни методи од физикална терапија кои што ќе дадат голем придонес во подобрувањето на целокупна состојба кај пациентот. Така, без но додека не се направи диагноза, магнетна резонанса, не би можеле вака паушално да кажуваме за што конкретно станува случај, збор нели во конкретниот случај за колените зглобови. Така. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до доктор Илија и до вас. Поздрав и до вас. Сакам да го прашам докторот. Јас имам смрзното рамо, тениски лак и здрвени колена. Меѓутоа, на десниот склочен зглоб имав изместување на ногата и сега при движење имам многу големи проблеми. Меѓутоа, инаку имам снимано со магнетна резонанса, дископатија, дискохернија, сколиоза, кифоза, лордоза. Ве познавам по гласот, доста често се јавувате и за сите состојби, така. Мислам, за болести нема што да зборувам, нема што нема. Така кажано, на никој не пожелувам. Меѓутоа, тоа е тоа. Оваа година бев 3 пати на физикална терапија, бидејќи со помош на физикалната терапија докторе, јас се исправив на нозе на одев со помошно помагало на тркалца. Ми даде, докторот ми препорача штаки, со помош на штаките сега многу големи проблеми имам во рабетниот столб, на кичмата долу и горе во плешките. Значи, јас ако не носам штаки, јас сум скроз подграбавена, не можам рабетот да си го исправам. Тоа се толку многу јаки болки и дали од самите штаки што ги носам ми се оптеретуваат прстите на рацете и стално добивам воспаление на зглобчињата на прстите и толку многу јаки болки, а исто, значи, стално трпнење имам на прстите на нозете. Благодарам. Да, еве Илија ќе ви објасни и правилно, потребно е правилно користење на сите тие помагала за да не се случуваат вакви состојби. Навистина ми е жал за сите овие состојби кои ги споменавте, меѓутоа ќе добиете препораки и совети од Илија Жежов. Секој добро, господјо. Така, мило ми е што пациентката пред се од физикална терапија има подобрувања. Секако јас тука би дал еден совет, освен сите овие процедури кои што се аплицирани за низините проблеми кои што ги јави сега во моментов, добро е да се организира, односно да се координира со некој добар физиотерапевт кој што би ја започнал низината процедура да ја рехабилитира. Овде во конкретниот случај јас сметам од медицински аспект дека медицинските масажи ќе дадат многу поголем придонос нели во подобрување на овие здравствени состојби. Затоа добро би било да се направи некој протоколарен план преку кој што би се започнало да се третираат сите овие проблеми. Секако масажата ќе помогне многу во И само до објаснување за патериците, односно штаките, како што рече господјата, чувствува болки, како дали соодветно треба да се применува и практикуваат, како се користат? Така, прилагоденоста треба да им биде, значи, покажано таму каде што ги зимаат штаките, дали тоа ќе биде од фондот за здравство или ќе бидат купени од некои приватни продавници за ортопедски помагала, тие треба да бидат наштелувани уште таму се со цел да се види пациентката како ги користи, бидејќи ги користи спротивно од тоа може да предизвика други дополнителни проблеми, како појави на болки во рабетниот столб, и рацете, или пак оштетување на самите лигаментарни делови нечи на рамениците. Затоа битниот факт на сето ова мора да биде попратен медицински така, да се наштелуваат, да му се укаже правно. Така. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден. Гледат до водителот и докторот. Поздрав и до вас. Сега сум во фаза на испитување. Бев на скен на коски во Битола, ги чекам резултатите, а на 11 имам закажана магнетна резонанса на радиологија во Скопје, на подколеница со скочен зглоб. Проблемот ми е во скочниот зглоб.
на сите слики излегува дека ми е бил скршен, стара скршеница, јас не се секавам, ниту сум гипс носила, ниту сум била на лекар за тоа, а имам проблем со артритис, артритис реуматик. Да не е некој проблем од него национал да него не е дел зголово. Тоа ми интересира да прашам доктора. Да. Сега сум во фаза на испитување. Така, Бев да. на Самарджиски во Скопје, он ми испрати на скен и на Магнет. На магнет. Така. Во ред ќе добиете одговори на конкретното прашање дали артрозата чинам. Така, сега не ја рече сватив дека- конкретно гледачката дали пет скенот е прочитан од страна на ортопед, дали е видена фактичката состојба или не е. Значи, доколку е направен пет скен или доколку е направен на магнетна резонанса, значи таа треба да биде прочитана од ортопедот. Не се уште не е се уште нема ќе биде прочитана направено магнетна, има термин чинам Така, рече гледач. ќе биде пропратен, значи тој процес нели на магнетна резонанса, тогаш ќе имаме соодветна дијагноза и секако пациентката ќе може да пристапи кон соодветно лекување. А можно ли евакаве како кај гледачката долгогодишна скршеница воопшто да не ја приметуваме на скочниот зглоб и кога после известно време да не се јават тегоби, односно болки? Така, доколку имало претходно случајно скршеница, таа скршеница не била соодветно третирана и лекувана, значи во понатамошниот период може да не Лоша појави е болки. зарасната, како што се вели апсолутно на тоа народ. место каде што била фрактурата, значи. И секако тие пропратни болки дополнително ќе треба соодветно да бидат нели третирани и И тука лекувани и со цел физикалната е подолготрена да претпоставува. се најде соодветниот начин. Така, имам интереси од следните гледачи, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден, Ало, добар ден. ве слушаме, во програма сте. Извините, имам едно прашање за докторот, ако може. Повелете, ве слушаме. Имам 2 месеци, левата нога и левата рака ми стоит здрвена. Не знам шо ми е. Ова е. Оток дали имате или само црвенило? Не, немам такво нешто. Само што ми стои ко не знам како да ти кажам, ко здрвена така. А, здрвена. Да, Вкочанета, така, да. Левата рака и левата нога, рековте. да. На некакви испитувања кај матичниот предсе, дали имате појдено? Матичниот ме упати за во невролог. Аха. Ама не знам, таму не ми кажа ништо и не знам што да правам. На неврологија, да. Да не е некоја невропатија. Ќе добиете одговори од Илија Жежов каде понатаму да се обратите и што да направите пред се доколку ви е здрвена, како да ја ослободите таа нелагодност и болка, предпоставувам имате. Така претпоставувам дека невролошкиот наод од страна на неврологот бил чист соодветен, нели? И затоа не е дадена соодветна дијагноза. Но не значи тоа дека пациентката не треба да ги преземе следни чекори, нели во тој процес на лекување. Еве добро би било еден мој совет до пациентката да си направи неколку масажи на раката и на ногата со цел нели да се опушти самата мускулатура. Може би станува збор за некој си мускулен спазам кој што неврологот не може да го третира како соодветна дијагноза, па ете, може би и тој дал совет да пристапи кон овој следен чекор, кон овие следни методи од физикалната терапија кои што ќе бидат Медицинска масажа соодветно некоја, да се така. помогне. Така. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Да, добар ден. Добар ден, ве слушам. Поздрав до докторот и водите. Поздрав и до вас. Јас имам дискус хернија. И одам на терапија 2 пати годишно. Ало, ми слушате? Да, дискус хернија, одите 2 пати годишно на терапија. Продолжете. Да, но ова пред месец дена сега не ми извршија масажа на половината и сега добив здравствени вклучување, имам 2 недели примам инекции. 6 инекции. Само не ве разбравме добро. Последното одење на физикална не ви извршија масажа, така? Масажа само не на половината, само на раката ми изврши. Зошто? Некоја наредниот патоти, 2 пати годишно идам на терапија. Сега дали тоа е или нешто сосема друго? Дали можам да извршам масажа само на задниот дел на половината, да одам на терапија уште еднаш? А не ни ја кажавте причината зошто не ви направиле на... Па не знам, докторката рече дека сега ќе правиме на рамото само масажа, а половината ќе оставим на редниот пат.
Иако После предходните 6 пати ви месеци. правеле. Во ред ќе добиете и вие одговор зошто тоа така, но и совети, препораки, конкретен одговор на прашањето дали може само на половината да се направи масажа при ваква диагноза, дискус хернија чинам. Секој добро, господине. Така, тука предпоставувам дека докторката направила проценка дека треба да се направи, значи на раката масажа, бидејќи можеби пациентот се на рамото, бидејќи пациентот се пожелал дека има таму болки. Па сега знаете како е кај нас во нашите центри за физикална терапија не доволно кадар, кој што не може да постигне, а пациентите имаат болки скоро на цело тело, би кажал. Така да затоа докторката направила таква проценка, но не значи дека пациентот приватно не може да си отиде во некоја приватна установа за физикална терапија и да направи соодветна масажа. Дали ќе му смета тоа на диагнозата? Во ниеден случај, значи ако тоа ќе му биде од добар бенефит, може се да си направи, но се ако физиотерапевтот ќе процени дали оваа диагностика е соодветна за да се прави и масаж. каков тип на масажа ќе се примени. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав вас и до докторот. Поздрав и до вас. Имам проблем со дискус хернија, верскопатија и кога бев на невролог ми кажа дека невропатија, се работи за невропатија. Како може некако да не можам да стојам, да лежам, да седам, во никаква состојба сум, повеќе сум на лежање отколку на стојање. Па би сакала да ми помогне нешто докторот, ако знае. Дали имате физикална терапија до сега применувано или и рехабилитација? Да, имам физикална правено пред 3 месеци, имам правено. Предходно направив и на кичмата, магнетина се, и сега не знам, ми викаат не ти е лоша кичмата, меѓутоа како може да дојде до невропатија и како треба да се лекува. Во ред, предпоставувам и неврологот кој ви е дал диагнозата, ви има објаснето, но ќе добиете и совети и препораки од Илија Жежов. Секој добро, господи. Така, мора да појасниме до гледачите. Доста чести се невропатиите. Мора да појасниме до гледачите дека чисто овие диагностички заболувања, како дископатија, дискус хернија, спондилоза и ишијас, се невропатски заболувања. И истите кај некој физикална терапија не може да донеси голем бенефит. Бидејќи се толку прогресивни што го нарушуваат здравјето на пациентите. Но, со сите овие методи и методологија на физикална терапија, сите овие проблеми пациентите можат на некој начин да ги ублажат. Се со цел да си го подобрат здравјето, да немаат болки и да функционираат во секојдневието. Затоа се огаш апелирам и се огаш при гостувањето во емисијата, насочувам дека пациентите при секој настанат здравствен проблем мора редовно да посетат доктор и физиотерапевт. Колку понавремено се откријат сите овие диагностики, толку понавремено можат да се третираат, да се спречат и да се излекуваат. А кога веќе прогресивноста на болеста ќе навлези подлабоко во сите овие проблеми, тогаш веќе народски кажано да кажам со здравје да си ги носиме. Но физикална терапија, медикаментите и сите други препарати кои што ги даваат докторите и ние физиотерапевтите ќе помогнат во подобрување и во лекување на сите овие состојби, да немаат болки пациентите и секојдневно да функционираат и се движат и ги обавуваат сите оние обврски кои што треба да течат секојдневно. Така. Ќе вклучиме кон крајот на емисијата повторно уште неколку гледачи, меѓутоа да заокружиме со денешнава тема, бидејќи тоа ни беше и најавено. Стигнавме се уште до првата фаза на рехабилитација и физикална терапија при скршеници на колкот и на скочниот зглоб, односно дисторзија на скочниот зглоб. Кои вежби, Жежов, се користат во првите денови за да се спречат други состојби, например атрофија, згручување на крвта или губење на подвижноста, но вклучително тука и декубитите, тоа се отворените рани кои доста можат да бидат сериозни посебно кај лежечките пациенти. Така добро ги споменавте овие состојби, да ги знаат пациентите, нели секако. Многу е важно физиотерапевтот да ја започне со работката со пациентот прво со поблаг степен на вежби од видот на кинезитерапија. Каде што раздвижување благо, апсолутно, каде што физиотерапевтот ќе овозможи едно раздвижување на самата зглобна површина на колкот, па потоа ќе го подготви пациентот полека, нели, за мобилизација и за станување. Потоа ќе го научиме пациентот како полека да почне да се движи, да стапнува, нели, на ногата. И секако тука ќе аплицираме медицинска масажа, која што со медицинската масажа ќе ја зајакниме мускулатурата и ќе ја подобриме циркулацијата.
се со цел да не дојде до згручување и мускулен спазам на самиот дел, нели, на мускулот каде што била скршеницата. Потоа во следниот чекор ќе продолжиме, нели, со аплицирање на следните методологии од физикална терапија. Кога се преминува постоа на поинтензивни вежби? Во првиот дел За од кој треба да очекуваме подобри резултати? Така, во првиот дел што споменав, значи благи вежби со кинези терапија, значи ќе се аплицираат, станување на пациентот и масажа, додека во вториот дел, значи после 10-та 11-та терапија, ќе следи вториот циклус на физикална терапија, каде што ќе ги имплементираме дополнително струите и поагресивна физикална терапија, која што ќе ни овозможи во текот, нели, од првата терапија до 21 ден пациентот да го вратиме во нормална здравствена состојба. Така. Каква улога имаат вежбите за рамнотеже конкретно кај повозрастната популација? Потребни ли се такви вежби? Видете, вежбите за рамнотежа имаат многу голема улога, значи во одржување на рамнотежата кај повозрастните, бидејќи нели со тие вежби можат да направат пациентите да не се случуваат овие повреди. Да дојдат да не се случуваат овие повреди, но колку денеска луѓето вежба, тоа е знак прашање. Ние често им сугерираме, добро е кога ќе станат, значи не се дома бајле. да вежбаат, не е само тоа 45 минути или час време. Апсолутно 2-3 пати во текот на неделата да обават вежби кои што освен ќе ја зајакнат мускулатурата, ќе си ја подобрат, нели, и состојбата, нели, со движењето и ќе ги спречат оние, нели, сопнувања, паѓања и сите оние, нели, новонастанати повреди. Има пациенти кои што се дисциплинирани, кои што ги следат нашите препораки на докторот, на физиотерапевтот и секако, нели, кои што вежбаат дома, па ќе дојдат кај нас на физикална, ние гледаме дека нешто се работи со тие пациенти, дека се движат, дека имаат некое подобрување направено, меѓутоа мал дел. Би кажал дека поголем дел гледаат на некој начин, нели, да, тоа се приметува, вие најдобро може да го приметите тоа. Еве ќе ви кажам еден прост пример. Значи, ако дадеме упатства на пациентот да вежба и нели во текот на физикална терапија во тие 21 ден, кога ќе стигнеме негде на половина, ги прашуваме пациентите дали вежбаат и они ќе ни кажат дека вежбале. А ние гледаме состојбата дека воопшто пациентите не вежбале, меѓутоа сега да не дојде конфронтација со пациентот, апсолутно оставаме тоа да тече така и ја рехабилитираме ние понатака рехабилитација. Така, тука се неизбежни посебно и кај повозрастната популација и помагалата при вакви состојби, односно скршеници на колкот, голем дел користат и патерици. Рековте дека во однос на прашањето од гледачката дека од местото каде што се зима помагалото се учат првите чекори, меѓутоа не е на одмет и сега да дадеме некои препораки доколку станува збор за скршеница на десниот кол кога ќе се качуваат по скали, која нога прво треба да се движи? Добро прашање, значи исто така што споменав, од каде што ги зимаат патериците, значи пациентите, нели нормално треба да им ги укажат тие правила како треба да се носат, да се сносат со патериците, но исто така и физиотерапевтот е задолжителен да им ги покаже правилно чекорите со патерици на пациентите или со ортопедското помагало кое што е земено и да го наштелува точно и да им ги намести точно што треба, нели, за пациентот да може да се движи. Но во 80% од случаите, јас како физиотерапевт на пациентите веќе после втората или третата терапија им го тргам ортопедското помагало и штаките него оспособувам пациентот да почне полека сам да гази. И многу е важно при секоја фрактура, значи пациентот да започне со другата нога. Не со таа каде што има, значи, фрактура, се со цел да ја поштеди фрактурата, а полека да гази, нели, со самата нога каде што била. Првиот чекор да биде со здравата нога. Апсолутно, да ја поштеди таа нога, а полека да проба, нели, да гази и со ногата каде што била настанат проблемот или скршеницата. Во однос на скалите исто така при качување апсолутно здрава болна нога. Здрава, а при слегување? И при слегување исто така со здравата, со болната, нели, полека се спуштаме надолу. Сега ако имаме гелендер каде што можеме да се држиме, така не со помош, нели, на друго лице. Така, кои се можните компликации ако не се следи правилниот физиотерапевски третман? Видете, компликациите можат да бидат доста специфични. Може, значи, самата фрактура, значи, да направи фибростоза, самата скршеница може да направи фибростоза, може да дојде до еден процес на прилепување на самиот мускул со коската заедно, па каде што може после тоа да предизвикат доста сериозни контраиндикации, како што се болки, значи, отежнат од движење. Секако, а тоа е неопходно да се случи, нели, пациентот мора да биде вратен во пробитна состојба, за да си ги извршува секојдневните обврски. Затоа е таа физикална терапија која што е препорачана од доктор специјалист
специјалист и специјалист физиотерапевт да ја спроведе таа физикална терапија, се со цел пациентот да се врати во една правобитна состојба. Се ние не живееме како порано што беше, нели, пак ќе направиме некоја фрактура, но доколку е некоја мала фрактура, па и докторите и не препорачуваат, значи, нели, физикална терапија, но јас велам добро е, добра консултација со физиотерапевт да се види таа состојба зошто и како треба да биде третирана соодветно. Како физикалната терапија спречува повторни паѓања и нови повреди, односно нови скршеници? Физикалната терапија не може да спречи нови настанати последици ако ние не внимаваме, нели, и ако не си обврниме внимание кон своето здравје. Затоа се тие совети и препораки кои што постојано по социјалните мрежи јас ги посочувам и преку емисиите, пациентите мора да бидат свесни и да работат на себе, не мора да имаат здравствен проблем, фрактура или некоја друга повреда, за да го одржуваат телесното здравје и да си ја подобрат фактичката состојба со мускулоскелетна состојба. Добро е еднаш месечно да одите на физиотерапевт, да правите медицинска масажа, како би ја зајакнале мускулатура, таа физиотерапевтот би видел дали има некоја диагностичко заболување или некоја нова настаната состојба со вашето здравје. Најбитно е нашето внимание и трпение, како што се вели народски. Доколку имаме гледач, може да вклучиме гледачи. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Сакам да прашам докторот, имам проблем со колено. Отичам и удара зглоб по зглоб, ја беше на ортопед во 8 септември. Кажа ми дека коска у коска удара. И сега чаре што, операција ви, што? Ортопедот што ви препорача, операција или рехабилитација? Ортопедот вика само операција, друго ништо не може. Во ред? Да, ќе добиете и совет и одговори од Илија Жежов. Секој е добро, господи. Така јас ке се согласам со ортопедот, доколку он смета дека треба да се направи хируршка Ако удира интервенција. зглоб во зглоб. Да. Апсолутно, ќе мора да се направи хируршка интервенција, па по хируршката интервенција ќе се подобри состојбата на пациентката. Да, но и по таква хируршка интервенција неопходна и рехабилитација. Апсолутно, тука ќе бидат дадени насоки за физикална терапија, пациентката ќе си се координирани или за отпочнување на физикални процедури и со физикалните процедури ќе се подобри фактичката состојба. Така, доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до вас и до докторот. Поздрав и до вас. Јас малце че излезам од темата. Така. Јас сум оперирана во март месец, стабилизација на кичма, народски кажано, со штрафови и плочки. Сега, појасов го носам 6 месеци, така докторот ми препорача. Сега почнувам да го вадам. Праве вежби, имав паднато стапало, се подобри се, пешачење. Дали е добро, кратко прашање, дали е добро да го извадам појасот скроз или да го носам по потреба, пошто повеќе време стоење уместо пак почнува да ме поднаболува помалце, а пашечењето добро ми уди по 4-5 километри во текот на денот, а вежбите секој ден. И ве молам некогаш да се отвори некоја тема баш за таа болест. Стабилизација на кичма, да. На кичма, да. И поздрав до докторот, поздрав до доктор Митре Милошевски и Мичун Мичуновски за одличниот тим за операцијата. Така, ви благодарам за јавањето, да, секој е добро, поздрав и од нас, да, ќе добиете конкретно одговор на конкретното прашање, но добро е што слушаме вакви примерни пациенти со вежби така, и со поздрав и до гледачката, јас тука само би додал да пациентката, освен тоа што работи нели интензивно со вежбање и со пешачење, јас би додал тука, добро би било да пациентката отпочне еден процес на физикална терапија, мануелна масажа. Мануелната блага масажа ќе ја подобри паравертебралната мускулатура, да пациентката се чувствува уште подобро во секојдневните извршување на обврските. А појасот секако доволно е да го носи само 4 часа во текот на денот. Така. Илија, бидејќи сме пред самиот крај од емисијата, веќе на самиот крај обично следуваат препораки и совети. Колку е важна самата исхрана, внесот на суплементи, разни витамини, но пред се физичката активност во целиот тој процес на рехабилитација, конкретно кога говориме за скршеници на колк и дисторзија на скочен зглоб. Така, од сите овие спомнати работи, јас велам физичката активност е еден од најважните фактори во нашето секојдневие и во нашиот живот. Со физичката активност, освен што го подобруваме менталното, така го подобруваме и физичкото здравје. И добро е секојдневно да одбереме одредена физичка активност која што ќе ни биде од годен придонес за нашето здравје.
освен сето тоа со вежбање, добро би било еднаш месечно да посетуваме ако немаме некој проблем, физиотерапевт, каде што преку 60 на минути масажа ќе ја подобриме нашата мускулно-скелетна состојба и физиотерапевтот ќе види дали има некоја дијагностичко заболување, некоја сколиоза, кифоза, лордоза или некоја доста посериозна дијагноза која што може да ни влијае секојдневно на нашиот живот. Од суплементите добро би било пациентите значи редовно да внесуваат колаген, цинк, омега-3 значи спирулина и дополнително понатака се по препорака од доктор. Така, со 18-19 годишно искуство како физиотерапевтчина, ваш последен совет до гледачите и препорака кога станува збор за третманот на скршеницата на колкот и на скочниот зглоб, што е клучно во целиот процес на рехабилитација? Навремено третирање на здравствениот проблем со физикална терапија и навремено ќе имаме одлични резултати за функционирање во секојдневието. Физичка активност, како што спомнав, значи и редовна консултација со физиотерапевт. Физиотерапевтите, освен тоа што го подобруваат здравјето на пациентот, тие се од голем придонос во нашето секојдневие во животот. Илија, ти благодарам за одвоеното време и за советите и искуството кој го споделивте и те очекувам да видиш повторно дело Добриот доктор. Благодарам за поканата, поздрав до гледачите на телевизија Сител. Почитувани, ја вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!